Премиер лига заврши, Бундеслига заврши, остануваат уште серија, Ла Лига и Лига 1, Француска Лига 1. Па да видиме што не чека во последното коло. Шампионите се знаат и екипите кои што ќе играат во Европа, повеќето екипи. Мада остане некоја борба за излез во Европа и за опстанок. Ајде почнуваме со Италија да видиме што викендот ќе се случува во серија А. Столе, можеш да почнеш. Ќе има добра конкуренција пред се и Јуве се бори за Лига Европа. А пред некое време се бореше и за Лига Шампиони, меѓутоа кога му одземаа бодови, дојде до оваа ситуација на гостински терен со Удинезе. Среќа у несреќа. Мориньо ги стави сите карти на Лига Европа. Автобусот го паркираше, но не успеа да го допаркира, изгледа и отиде трофеот. Сега се борат за Лига Европа за следната година, после поразот од Севиља. Мада беа добри. Мора да признаеш, плюс имаш и пенал за Рома. Имаше една дешавка кај што можеше да има пенал за Рома во 81-а, но Ентони Телор искусно дури не викна ни вар на таа утакмица. Не знам зошто. А Рома се викендов ќе игра со Специја. Рома се бори за Европа, Специја за опстанок, така да ќе има страшно тешка задача. И викендов Аталанта игра против Монца, Јувентус може да ги сруши плановите, ќе биде тоа што ќе биде, ама еден мора да иде Лига Европа. Сега, што ќе се случува во Ла Лига, во Шпанија? За тоа Столе можеш ти да почнеш со Билбао Реал Мадрид. Па што да кажам за Билбао, додека се борат за Лига Европа, искочи за конференцијска да се борат. Со Осасуна да се бориме за конференцијска. И тоа со Реал Мадрид на задња кола. Мислам, не е ферски направен распоредов, ама тоа е што е ќе се игра. Сега и плюс Винисиус им се врати од повреда, сакат и покривни позиции да не растурат. А уствари на Бензема му фалат 5 гола за да го стигне рекордот на Левандовски. Ќе ги даде ли? Мас Левандовски ќе даде гол против Селта и ќе му фалат пауше некој гол. Тешко. Паметот на Бензема му го Саудитска Арабија, после понуда од 400 милиона евра, па не знам дали мисли на голови Или на пари. Чекам да те прашам, значи, сума сумарум, Билбао според тебе може да земе бодови со Реал Мадрид и да оди во конференцијска лига или не може? Па иако сум наивач, мислам дека тешко, ама ќе се бориме да земеме бод, ма Осасуна може да искочи пред нас. Борете се. Ќе биде интересно во оваа лига и во борбата за опстанок. Во најтесната битка се Ваљадолид и Селта, кој тепа останува во лигата. Јарно, ама Ваљадолид игра со Гетафи, има значително полесна задача од Селта кој што игра со Барса. Мада, како тргна Барса, може да им пуштиме Селта. Па добро, они се насочени поише кон летниот трансфер, си го прославија титулата во Лига, така да картите се отворени за Селта. Ќе видиме. Завршуваме со Лига 1, Француска Лига 1, да видиме што таму ќе се случува. Најинтересно ќе биде во битката за пласман во Европа. Лига Европа и Конференцијска лига. Рен, Монако и Лил. Еден од нив ќе игра во Лига Европа, другиот во Конференција. Мислам дека нема да има изненадувања, сите ќе си победат и ќе останат истите бодови, така да патниците мислам дека веќе се знаат. Тука негде се одјавуваме, завршуваме со ова видео, меѓутоа останете и натаму со нас, следете го YouTube каналот на BMG Sport, затоа што не завршуваме со лигите, продолжуваме уште појако, има уште интересни моменти, односно сега нарете македонската фудбалска репрезентација која што ќе игра со Украина на домашен терен и со Англија. Така да ќе биде интересно. Тука се одјавуваме и мислам дека ќе има доста добри челенџи во наредниот период, летен период. Освен летните трансфери, пратете ги новите видеа на BMG Sports кои што ќе бидат многу интересни. Чао! Поздрав!